Поштовани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојде во ова најново издание од емисијата Очи во очи на Телевизија 24. Денеска во емисијата во ТЕК имавме слободна тема и додека зборувавме на слободна тема, веќе некако толку теми почна, толку настани се случуваат, се случија и се случуваат, што речиси да губиме чекор. Но како и да е, имаме и утре време, па ќе надополниме и со тие други теми. А за денеска еве една убава тема, или барем требаше убава да биде со оглед на поводот за пресконференцијата од страна на министерот за економија Крешник Бектеши, кој зборуваше за тоа како не очекуваат поевтинувања за леб, брашно, месо и така натаму за сите останати продукти, но се додека новинарите не почнаа да поставуваат прашања. Добро, им кажа собранискиот спикер, некоректни прашања да не се поставуваат. И така се расипа впечатокот од тие позитивни информации, а тоа е всушност дека прашањето се однесуваше на тоа дали Македонија ќе ги загуби 100 милиони евра помош во енергетиката од Европската банка за обнова и развој. И еве што кажа министерот за економија, да ја проследиме неговата изјава. Согласно моите информации, најверојатно ЕБОР ќе ги повлече тие 100 милиони евра, имајќи предвид неодговорноста на ВМРО ДПМН со несвикување на Комисија за финансирање и буџет. Јас не сум очекувал од ВМРО ДПМН да го поддржи заемот со ЕБОР, но ние сите сме одговорни да им дадеме шанса на пратениците да дискутираат, да дебатираат, а нивниот представник, како председател на Комисијата за финансии и буџет, не ја ставил како точка ни во дневен ред. Што значи тоа е потполно неодговорно. Јас не барам од нив да ја поддржат. Но за да ја стават на дневен ред, тоа е обврска према сите граѓани која ти ја давале таа одговорност да раководиш со таа комисија во склоп на собранието. Нека ја стават на дневен ред, нека се отвори дебата, нека се дискутира, медиумите нека ја следат дебатата и после граѓаните нека ценат дали е правично да се донесе таков закон или не е правично. Но за да не ја ставиш на дневен ред, тоа е целосно неодговорно. Па ги нема парите заради тоа што не е ставена на дневен ред. Но и без тие 100 милиони евра ние сме подготвени да немаме криза во делот на справување со енергетската криза и топлинската криза. Да, ете, неодговорни и виновни ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН пак велат спротивно. Наместо инвестиции во енергетика, во изминативе неколку години власта го опустоши електроенергетскиот систем во Македонија, па сега во време на кризи мора да се задолжува за да има плати за работниците, ликвидност на предпријатието. А тоа е последица на, како што кажав, и на заеми од страна на електрани на Македонија, кои директно ќе удрат по джебот на граѓаните. Е одговорот од ВМРО ДПМН. Но пак завршниот дел од изјавата на Бесимије дека нема да се одрази никако. Така да еве ја денешнава тема, значи имаме официјално, практично официјално кога министерот вели, иако и неколку дена некако се подгреваше оваа приказна со партиски соопштенија, генерално од СДСМ во таа насока препукувањето или онака фрлање ракавица, како да се подготуваше терен за ова. Иако кој знае да не беше ова прашање, некоректните новинарски прашања, можеби и немаше ни да биде повлечен кредитот. Шегата на страна, како и да е, се чини дека официјално Македонија останува без 100 милиона евра, со оглед на тоа што ЕБОР ги повлече како резултат на неколку месечните блокади. Слушнавте веќе од изјавата на министерот за економија кој е виновен за тоа и секако второто, дали на вистина нема да се одрази во справувањето, особено во вакви услови, кога секој гледа како што подобро да се обезбеди од било каде да и трошка мегават дополнително обезбеди струја или средства за обезбедување, а некако ние ги пуштивме. Дојдени, не им отворивме врата и заминаа 100 милиони евра.
Но, еве, ние и без тоа ќе се справиме и нема да ги почувствуваме последиците. Дали е и тоа така и кој е виновен, за тоа зборуваме во рамки на денешната тема во очи на 60 91 924 и 925 телефонските броеви. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Ало, Поздрав до вас, повелете. добар ден. Повелете. Добар ден. Име од Скопје. Да, ве Видете, поздравувам. Мене знаете што ме загрижува? Да? Таа ударот по джеповите ќе помине. Не само кај нас. И во нашето окружување, и во Европа, и во светот. Ова е сега тренд кој што сите заедно мораме да го голтнеме. Мене знаете што ме загрижува? Ударот по главата на граѓаните. Да смако ни треба некој да ни удри по главата и да не нокаутира или да видиме во нокдаун. Знаете зашто? Не сме при свест да размислуваме. Мене лично како Диме ми е доста веќе од ракавици на раце. Мене лично како Диме, министерот за економија, крајно се ангажира. И го почитувам тоа. И доста е веќе. Затоа што бил Бектеши, мене да ми смета. Не ми смета. Работи човекот, се труди човекот. Грешката е кај мене, почитуван водител. Така. Ако сумјаваме ги оние лопови апашишта, што струјата за стан, мојата од маркетите сум ја приклучил таму, тоа е гревот. И како да излеземе на крај? Нема, почитувам водителу, да се покажат заби и казни. Казната да биде 1:5. И така ќе излеземе на крај. На што личо? Се некој привилегии. Се нешто ние, ама ако било вака, нема бе ако било така. Ти си го направил тоа. До кога ние ќе ескивираме лична одговорност, апашлук и некоректност? Од утре забите, покажување и казни. Пријатно. Благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете за следниот гледач. Да, добар ден. Се слушаме во програма сте. Поздрав до тебе и со до телевизија 4. Благодарам. Фала ти денески во текст што ме бранише, што ми го спомнува името мое. Ти благодарам многу како новина. Ма, само се обидувам да бидеме коректни и да Фала ти без многу, оглед којата. ми кажа дека си ме заштитувал. Во тоа ти благодарам што си ме Да бидеме цивилизирани, ете, без тоа оглед е. кој е. Секој да дискутира по темата. Така. Денешната тема е добро што ја поставивте и јас одма ќе предам на темата затоа што Комисијата за финансирање и буџет, што ја води претседателот на таа комисија од ВМРО ДПМН, тој не закажа состанок за да може за таа комисија за тие пари 100 милиони евра од ЕБОР да се разговара, да се отвореше на дискусија за што ќе бидат наменети тие пари. Дали ќе одат директно во ЕСМА или ќе одат директно во некоја друга институција, ние не дозволиме на некој начин демократски да се изјасниме и на некој начин да допринесеме како да се употребат тие заем на пари од ЕБОР. И затоа сега ЕБОР ги повлекува и ние остануваме покуси за 100 милиони евра. Со тоа што тие 100 милиони евра ќе да е во енергетика, ќе да е во газ, ќе да е во мазут, ќе да е во други реагенции кои што на Македонија, односно на граѓаните, ќе му служа. Сега дека повелат господата начело со Кристијан Мицкоски и неговите пратеници, нека му објасна на граѓаните на Република Северна Македонија што прави таа нивна партија која што изгласа. Ова е срамота за Македонија што го прави тоа ВМРО ДПМН. На што личиме сега ние? Наместо ние да се бориме со оваа економска криза, некој внатре во државата ни руши системот, ни го руши организирањето, како да се бориме и како да се известуваме против оваа економска криза. И сега, нормално, 100 милиони ќе биде кусок. Јас затоа ги повикувам да се вразумат, да поднесуваат секакви Така, ви благодарам, ве поздравувам. Од една страна, значи, министерот Бектеши изјави во изјавата која имавте прилика да ја слушнеме дека представникот на ВМРО ДПМН како председател во Комисијата за финансии и буџет не ја ставил ниту како точка на дневен ред и дека било неодговорно и така натаму. Тој пак, Бојан Стојановски, председател на комисијата,
од ВМРО ДПМН е дециден дека таков документ не стигнал до нив, а и да стигне дека не е доволна гаранција без потврда од ЕБОР. Го имам и тука, ќе го има и во прилогот во Централните вести, тоест неговата изјава, ќе ја слушнете, но еве накратко што тој вели. Во исто време пак и лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски објави дека договорот за заем е условен со затворање на Осломе и во 2023-та и Рек Битола до 27-та. Но од власта пак велат дека документите до собранието доставени до собранието имало и таков со објаснување дека Рек Битола, Осломе и Неготино ќе бидат дел од ревидираната национална стратегија со која ќе се продолжи рокот на нивна употреба, бидејќи кога таа била правена пред 4 години немало енергетска криза. Така да јасно имаме, очигледно е препукување имаме, тешко е да се допре до тоа кој каде закажал, како и секогаш кога треба да се одговорност или надлежност, кога треба одговорност, се нема надлежност, одговорност уште помалку. И јас само се прашувам исто така, еве во ред ВМРО е виновно, не е изгласано заради нив. Дали можело да се гласа или не, затоа што, еве, ова на вистина, без иронија го кажувам, вели министерот Бесими дека председателот на комисијата не ја ставил како точка на дневен ред. Дали тоа значи, предпоставам дека значи, дека не можело да се гласа, но видете како гласови во принцип, со оглед на тоа што е потребно просто мнозинство, ова значи дека можело да се изгласа и без ВМРО ДПМН. Каде се тука другите, да не ги набројувам? Па и од опозицијата, не само најголемата ВМРО ДПМН, ако сите го подржувале. Значи, како гласови можело да се обезбедат. Добар ден, да видиме кој ни е следниот глас. Повелете. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Па ова не е сефтер за да се одбие странска помош. Така. И што беше времената влада, исто така министерката, таа што беше од ВМРО, не знам какво му е името, беше денес на телевизија, и таа исто така одби, не сакаше да подпише, и исто така, ми се чини се работеше пак за иста сума, за 100 милиони евра, не знам за која намена, меѓутоа тоа беше помош од странство. Исто така не сакаше да ги одбие тие пари. Не знам како му се вика таа, тогаш дали беше помошничка министер за финансии или беше министер за финансии во времената влада. Ова е нешто исто. Ова е исто, значи. Па се знае сега кој е одбил, сега нема шо тука. Се знае кој е со комисијата и кој е тој што не е ставил таа точка на дневен ред да се прифати ова помош од ЕБОР, што е навистина импозантна цифра, не е шогоде, 100 милиони евра се во прашање, не е играчка, ние се зајмиме за многу поголеми позајмици, се зајмиме за, значи, моменталната ситуација што ја имаме, а сега ова не иди така, ни се нуди, ни се дава можност да го земе и сега ние на некој начин, некоја комисија инертна, не сака да работи, не го остава на дневен ред и нормално не го подпишува документот, не преговара со ЕБОР и готово. Завршена работа. ЕБОР се ги повлекува средствата, ние ги губиме парите, сите други кои што се заинтересирани си ги добиват. Толку. Да, ви благодарам, ве поздравувам, а со месеци всушност е блокирано. Ова не е додека се свестиле за 2-3 дена, па не стигнале. За разлика од многу други процедури ни собранието со европско знаменце кои поминуваат пред воопшто да станете свесни дали и што поминало онака со брзина на светлината. Цак завршено, вие не ни знаете. Особено ако сте станале нешто подоцна. Поминало тоа. Ова со месеци е заглавено и сега уште за да биде работата со горчлив вкус онака да останеме ние сите граѓаните, јавноста, пред се ние, е тоа што ЕБОР го сопрел кредитот по месеци блокирани, замрзнати пари, чекајки да помине во собранието, во комисијата, и велам, сега всушност ќе ги пренасочи. Ќе ги пренасочи, значи други ќе ги земат.
Ако се потврди сепак сето тоа, а мислам дека министерот даде доволно во таа насока. Потврда. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па ја веќе поводам во овие мои јавувања кажувам една приказка, но никако не можам да добијам одговор на прашањето што се ги поставувам. А тоа е до кога овој народ ќе се лаже дека нешто го прават во името на народот. Еве ќе го мислам треба да го прашате Мицковски. Ако Осломе била рентабилна термоцентрала, зошто ја затворија 7 години? И зошто ја држават 5 неготино 12 години во ладна резерва, без капка мазут, а сега било рентабилно да работи за 175 евра да произведува мегават час, а за он кога беше директор увезуваа по 200 евра мегават час струја. Зашто тогаш не ја уклучил ТЕЦ Неготино да работи во системот, сакам да го прашам. Тоа е едното прашање. Од каде наоѓаа пари за плата, ако ТЕЦ Осломе и ТЕЦ Неготино не работеа цело време, врзоста од каде наоѓаа плата за вработените, кога не произведува, не доходува во системот, сакам да ми одговори. Третата работа, од каде сега ние носиме јаглен за да работи Осломе, затоа што се копа или затоа што се увезува јаглен за да работи Осломе? Четвртата работа, кој сакаше да го продаде ТЕЦ Неготино на бугарите, да ми одговори Мицковски? Дека не го лаже овој народ, он се бори за 4000 гласача, 4000 партиски војници што се запослени во овие термоцентрали, кои зимаат плата, а не работат ништо. Тоа е целата приказка со Битола, со ТЕЦ Осломе и со ТЕЦ Неготино. На сите нека им е јасно. Ако тргнете по трагата каде е мазутот од Окта, ќе ги добиете одговорите и колку е Битола рентабилна, и колку јагленот во Битола е рентабилен, и сите останати прашања на овој циркус што го прават со тој кредит од ЕБОР. Така искочи со Штипската болница, така ќе искочи со работа. Луѓето треба да знаат, во најголемата сезона, кога се произведуваше струја, на берза беше 29 евра мегават пиково, Македонија произведуваше 55 евра мегават. Затоа и сите купуваа остранство и затоа ги затвори Осломе и ТЕЦ Неготино, затоа што беше скапа струјата. Сега, пошто е скапа, затоа се запна да ги отворат Осломе. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Здраво, братисо. Повелете, здраво. Абе, после академиков овој со средно сообраќајно школо нема што да се каже. Све кажа, за сите теми он знае. Испадна поише да знае од електроинженери, професори и така натаму. Не ги натаму. коментираме другите. Кажете вие што мислите што темата ми знаете. е друго. Добро. Цело време бе бранат власт овие што се јавија предходниве. Абе, ја губиме државата, тие бранат власт, се лигават за лични Добре, интереси. немајте со такви термини. Абе, нека кажат аргументи, а не да дезинформации да шират. Значи, како може ако Европа со кое право не условува, ако веќе ни помагате, ни давате некој кредит, они не ни даваат бесплатно, они кредит да враќаме со камати. Добро, да, договор за заеме, но јасно со Пазите, поволни добро, услови и го грейс даваат- периодите. Го даваат тој кредит со уцени. Ке почнете преговори со уцени, ако бугарите влезат во уставот. Цело време не уценуваат. Прават мајмуни од македонскиот народ. Французинот, оваја, како ја викаат, што беше Урсула фон дер Лајен, или? Урсула фон дер Лајн, северно македонци. Не прават овци. И овие што ги бранат и Северна Македонија што зборат, па уште се вреѓаат ако им каже северно македонци. Јасна е борбата, бе, луѓе. Ние 70% од термоелектраните добиваме струја. Вака ќе мора да увезуваме од Бугарија, да не уценуваат дополнително и уште поскапа тогаш ќе биде струјата. Тоа е основното што треба да му го кажете на народот, а не да го лажат овие за ситни интереси што ги бранат предавниците. И најлошото е го бранат и овој министерот за економија. Па седните го на маса со Мицковски да видиме што ќе каже. Нека каже оние села со албанци 100 милиона евра крадена струја што ја плаќа цел македонски народ. Добро, ви благодарам, меѓутоа факт е дека со месеци имаме блокирање во собранието, помеѓу другото, или по однос на темата, за овие 100 милиони евра, кои сега се повлечени. И токму, значи, заради партиските препукувања, што преку дневни соопштенија, тоа гледате и директно, еве,
со неодржување на комисии, го имаме овој резултат. Значи, друго е, ако вие велите, под притисок е, под уцени и слично сега ни велат, но тие нудат, па тогаш нека помине ни собранието и нека кажеме, ви благодариме, не сакаме. Како што поминувате сите вие и јас покрај десетици оние брзи кредити, продавници за пари или што знам. Па кој застанал, кога му треба, влегол. Па потоа си пресметал дали ќе му биде каматата висока или нема и дали ќе заглави до извршител ќе стигне или не, или ќе може да го врати долгот. А кој не е поминал? Значи во таа смисла ние тука имаме повлекување и релокација на средствата од страна на ЕБОР заради со месеци блокирана, замрзната процедура. Ако не ни се допаѓа, значи тие велат, еве нудат, земете. Не сакаме, изгласавме да не земеме, не ни одговараат условите. Си имаме ние, како што кажа министерот на крајот од изјавата, нема да се одрази никако, ќе ја надминеме кризата. Значи, одлично, не ни требаат. Ма нека помине тоа така. Вака не знаеме дали ќе земевме, дали нема да земевме. Немаме став, повторно. Значи, или немаме став, или не се надлежни, или не се огласуваат, или меѓусебно се префрлаат топка. Секоја партија знае подобро за другата. Како и тука нешто што го имаме од прилика. Секој знае за другиот колку бил паметен, односно глупав. А не за себе што има да каже. И затоа одат работите, односно не одат така. Добар ден, повелете. Како што треба. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав. Ќе ги стрпиме вие представниците на УДБА уште некој месец, тамо на 16 април ќе има избори и ќе заврши приказната, ќе тргне работа само уште некој месец да помене. Кај досега многу било, малку останало. Па, кој ги спречуваше досега овие 3-4 милиарди што ги зема? Како не ги блокираше ВМРО? Милиарди земаа кредити. И сега баш за овие 100 милиони ВМРО ги спречи. Нема да не му се верува на човек. Они за марихуана, законите тамо по европско знаме се става. Или тоа беше побитно да се добие некој концесија за марихуана, тоа да пројде. Ова јас прв пат слушам, сега се појави пред некој ден. Па да спречаваше ВМРО ваков закон и знаеш дека они ке трубеа секој ден на сите телевизии по 10 пати. ВМРО блокира, ВМРО, доне ке користеа тоа, пиарот нивен. Не можеше телевизор да отвориш да беше така. Него изгледа не е така. Тие условите тамо за затварање на централите не им одеа некако во прилог. Немаа храброст. Ја изгубија храброста, кажека не можат да донесат ние насолна одлука. Ети се и законот за овие клубовите бугарски и тоа ќе враќаат. Нема мажи, нема храброст да донесат храбра одлука. Нема врска ова со ВМРО, си имаат они претеници, може да си го стават со европско знаме и да си тераат. А ако се прашувам, ја подобро што не ги зема. И да ги зема, ќе ги украдеа, исто. Вака они се зијан, ние граѓаните, секако сме зијан, а вака се и они зијан. Не украдува 100 милиони, посиромашни се за 100 милиони. Поздрав и се све најдобро. Благодарам, ве поздравувам и јас. Добар ден за следниот гледач, повелете. И дека ќе ја срушат оваа влада. Благодарам, поздрав. Добро, ви благодарам, но ми се чини дека пред време почнавте, па повелете, добро, да се слушнеме повторно. Ајде, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, повелете. Благодарам. Повелете. Прашање. Добро. Македонија изгуби 100 милиони евра за помош во енергетиката. Кој е виновен сега? Јас ќе кажам вака, цитирајќи го познатиот невропсихијатар Чепреганов, кој што, Бог да го прости, почина, ама во последните настапи, кога го праша која е дефиницијата за македонецот, за граѓаните што живеат во оваа држава. Знаеш што рече? Да. Суета и инает. Се основни особини. Ме разбираш ли? Да. Што можеш со такви луѓе да направиш суетни и инаетчи? Ништо не можеш. Ово што се случува. Најголемиот дел од тие, да речем, што не биле заразени од овие особини, си отидаа во странство, си работат во подобра средина. Најголем дел од овде што стана, нека ми извинат очигледно дека им одговара оваа средина.
Мене ми личи ова као на селско буниште, извини на изразот. Кој што сака прави и како прави, сите се прават коджабаши, ме разбираш? Никој ништо не одговара. Не може така, или ќе правиме држава со разбрани луѓе, или ништо нема да биде од нас. Што се однесува за елемент од енергетиката. Па тие наши објекти се до крајот на 30-та, не можат повеќе. Сега и Европа се коригира. Во интерес на екологијата, вика, треба да не ги пуштаме, ама сега ќе ги пуштиме заради кризата. Ама тоа не значи дека не треба да ги затвориме. Сакаш, нечеш, тие ќе се затворат, пошто нема ресурси, ме разбираш? Да. Треба да се ориентираат на другите извори, на хидроенергија, на фотоволтаици, ветерници и така натаму. Благодарам. Ви благодарам, ве поздравувам. Од тие 100 милиони евра да ги имавме, да ги имаше државата, 55 требаше да се купува електрична енергија со 55 милиони евра. 24 беа предвидени за отплаќање на стари долгови, 20 милиони за трошоци за пренос на струја, осигурување, одржување, исплата на плати и така натаму. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ке ве замолам што се, опростете ми што се јавувам по втор пат. Добро, за реплика или... Значи, разберете ме како чедо. Ако за мене, како Диме, вашата телевизија е бренд и прозорец кон светот и на демократијата и на цивилизацијата, вас не ви замерам. И понатаму дозволувате нека се јавува еден ист, кој што сите нас, начело и вас, како новинар, не вреѓа дека сме овци и мајмуни. Не знам дали се сеќавате во една друга прилика, нева, ограничена, нецивилизирана, простачка, како ве нарече новинари. Немојте ве молам како чедо. Вие сте бренд. Вие скала по скала дојдовте нова дереч. Вие не сте алфа телевизија, кај што таму има новинари. Ама не, но во ред, втор пат се јавувате, мислев нешто е реплика или што сега, да не правиме анализа на работењето. Која реплика да ви ја кажам? Реплика да дозволувате некој да не нарекува овци и мајмуни, поголема реплика од тоа што Тоа не беше кажано во емисијава од никого. Овци и мајмуни. Сега не беше пред... Завршете емисијата, пушете го ова, па утре ја ќе ви се извинам. Ако не, вие да ми се извините. Не може во континуитет, вие двајца, тројца тука дозволувате да ви го нарушат угледот и брендот на телевизијата. Како не сте слушнале? Вие не слушате, јас слушам од овде. Па ако мислите дека е тоа така, вие лично како ИСО продолжите. А јас како Диме со ИСО не се замерам со ова. Него барам демократија и цивилизација. А не дозволувате тука сето ова да се наруши. Бранете го брендот, бранете го македонецот, бранете го македонскиот граѓани. Добро, ви благодарам. Нема ни зошто да се замерувате со мене, затоа што апсолутно нема никаква причина, така да ниту брендот се нарушува, си го гради или го нарушува личниот бренд оној што го кажува тоа, ако го кажал. Нема што да нарушува. Она што е карактеристика на форматот е отвореноста за секого. Нарушување на објективноста и на правото на демократија би било токму со селективноста на која вие укажувате. И за која исто така треба да поведете сметка, затоа што можам да ви укажам и јас на вас и само во оваа емисија најмалку на еден термин несоодветен, а кој често пати го употребувате. А доколку беа оние термини употребени на кои укажавте, не негирам, ќе вратам, иако нема потреба. Безсмислено е времето да се враќа, да се троши заради тоа. Јасно е дека се употребува секаква несоодветна терминологија и дека не е тоа во ред. И дека колку можам апелирам, но секој со своето. Не барајте од мене јас да бидам тој што ќе го крчи патот за вас, припишувајќи ми мене одговорност или на медиумот. А за потоа да можете вие да излегувате еднострано. Или како што еве се појавивте два пати. Значи не е тоа еден ист добива, а вие два пати и целото време го искористивте. Затоа, значи, дајте да бидеме и објективни.
Затоа што сега тој може да се јави и да ви реплицира вас, а вие не бевте спомнати. Така да нема потреба да се одзема времето, дури нема потреба и нема. Не е ниту предвидено да има реплики, затоа што не е ниту предвидена емисијава да има меѓусебни обвинувања и коментари. И секој, велам, секој си го носи своето. Знаете како велат, плукнете нагоре, на вас паѓа. Не е на брендот. Ова е само она што овозможува да се види сликата. А не да ја поправа. Тој што е таков, таков е. Затоа ве молам да се држиме на темата, дури ни реплика нема, а камоли анализи кој како што правил. И затоа велам, ако збориме и ги броиме зборовите несоодветни, ќе најдеме секако. Но и вам ќе ви најдеме многу. Повелете, добар ден. Добар ден за следниот гледач, повелете. Да, ве повелете. Пошто мене тој вториот мозокот со 3 книги што објавил ме спомна лично и ми кажа дека сум да, во ред реплика јасно и реагирав. Да му објаснам вака, да му објаснам 3 работи. Јас се гордеам што сум со средна школа, ама сум многу попаметен од него. Тоа е една работа. Втора работа, овдека на кајранот пише енергетика, не пише бугарски договор и филозофија со бугарските онако. Трета работа, како не му е јасно дека ние струја купуваме на берзата во Маđарска, во Будимпешта, не купуваме од Бугарија. Значи, ако е толку паметен со факултет, до сега сите што искочи на вашите телевизии, сите кажаа дека нашата струја што купуваме од Маđарска, не од Софија берза. Так. Третата работа што сакам да му објаснам. Јас кажав факти и бројки и спомнав факти. Нека ми одговори на фактите, а не да ми каже дали јас сум многу филозофирал. Он нека ми одговори, од каде имаше пари од што се плаќаа вработените во ТЕЦ Неготино и во Осломи. ТЕЦ Неготино 12 години, ТЕЦ Осломи 7 години, а не работеа 1 киловат час не произведува. А затоа струјата некоја поскапуеше, да го подсетам, искриено ги покачи оние 33,33%. Пошто е многу паметен, ја знаеш, имам склероза, амнезија, не се сеќавам, па нека ми објасни он, пошто е многу паметен. А на господинот што спомна удбашки такви работи, нешто 16. Па да му кажам да го подсетам, ако гледа телевизија, 2 дена Мицкоски искаше на сите телевизии и се фали дека тие го блокираат законот. Како не му е јасно и прашува кој го блокирал законот, а Мицкоски искаше на телевизија. Тогаш чија телевизија гледа? На Марс ли? Па искача Мицкоски на телевизија јавно се фали дека они го блокираат законот. Толку ли ја не разбирам дека луѓе се утепани од тоа дека се заљубени у партијата? Јас зборам реално и кажувам факти. Каде е мазутот од доктора? Од што земале плата вработените во ТЕЦ Неготино 12 години, а не произведеле струја? Од што земале Осломи плата 37 години, а не произведеле струја? Зошто Мицкоски ја затвори Осломи ако беше доходовна и ако имало јаглен да копа? Осломи е затворен. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Кој е виновен? Па се знае кој е виновен. Парламентарците. Најмногу тоа што имаме луѓе во парламентот што се занимаваат со инат, со обструкции и со како за инат нема да гласам или за инат нема да идам таму. А зошто? Па зошто они како влада да бидат успешни? Ќе ги срушиме, па ние кога ќе дојдеме, ние ќе бидеме успешни. А видовме 10 години колку беа успешни. И конкретно за ова. Ова вака сега се продолжува да работат овие термоцентрали ради кризата од војната. А не заради нешто друго. И ја не можам да ги разберам луѓево што се земаат страна. Очигледно овде е виновна опозицијата, не само за овие милиони. Него имаме уште неколку случаеви како на во град што се препукуваат во центар. И таму тие пари ќе пропаднат за прочистителна станица. Само за инат, за ништо друго. Толку сме тврдоглави, а се нафаќаме да водиме држава, да водиме политика, конкретно за парламентот. А тоа знаете како се чувствува дури во вашите емисии кога има гости само од ВМРО и од СДСМ. Толку тие од ВМРО се и наетли и толку се склони за карање. Не даваат еден збор да каже нивниот противник. Тоа апла се гледа од авион, колку човек да не сака да го примети. Поготово Милошовски, кој ќе во ваша телевизија, Илија Димовски, мене ми е гајле ако се лутат.
Па тоа се гледа од очите нивни излегува и наетот. Зошто па вие да придонесете за државата, кога може ние, ама кога ќе дојдеме на власт? Па ВМРО колку години било на власт, па ништо не правило. Не било на власт, него постоело. Ама ништо добро не донело за оваа држава. И доста веќе со тие северџани. Веднаш да ги исклучувате тие што ќе окажат тој збор. Благодарам. Благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, господин Исо. Поздрав, до вас повелете. Фала ти на поздравот, Исо, јас да те поздрав. Благодарам. И поздрав сите ваши гледачи. Благодарам. Јас целосно се согласувам со претходниот, значи не оваа гледачка, него претходниот, бидејќи тоа што го кажа за Мицковски, јас сум го слушал неколку пати на телевизија, дека ќе го блокираме, намерно го блокираме заемот или помошта од Европската Унија поради изгубење на работни места во Македонија, значи тоа го кажа 100 пати. Значи да бидеме начисто дека виновен, кој е виновен пишува на темава и јас кажувам дека виновен е Мицковски или целото натрешно македонска револуционарна партијата, Демократска партија за македонско национално единство. Значи нема друга вина, освен тие блокираат не само тој закон, блокираат 50 или 100 закони стојат во собрание што се блокирани. И така да он кажува дека зошто да се затворале тие, тоа се знае дека кога ќе се затворат, кога ќе има услови со други работи да се покријат тоа струја, да се произведува еколошка струја, пример со фотоволтаици, во што се градат сето, кога ќе се замени тоа, тогаш више ќе се затворат. Нема да се затворат сега, работните места ќе изгубеле, сигурно неговите хидроцентрали ќе работат, тие не се толку загадувачи. Има и тој хидроцентрали, и неговите хидроцентрали произведуваат за македонската, за ЕСМ. Така да, потполно и малку господинот што кажа, само ќе се навратам. Не е добро да се навредуваме така, да ги навредуваме нашите политичари дека не прават нас овци. Не е тоа точно. Поздрави со секој едно. Благодарам и јас ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. А тоа било кажано, да, политичарите не правеле нас. А сега кој се препознава тука, тоа... Да, треба и да разликувате и овци од кози. Добар ден, повелете. Здраво, другаче. Да, ве поздравувам, повелете. А и што кек ми прават овака овие апологетиве, таа на едната, таа на друга партија од овие поголеми партии, кој знае кои фраери партии се, па распори и едните и та другите. И сега вака на површина кои излегуваат кога се тераат, ајде да не кажам каде, многу кек ми прават. Инаку кој е виновен? Виновен е тој што произведува вино, валја, или така нешто. Вака би рекол, значи, Македонија изгуби 100 милиони евра, не 100 милиарди евра ќе изгуби со вакви распори, пак ја нагласам. Де е оваа власт, де таа претходната? Каде се јавни обвинителства, при толку препукавања, при толку фрлања документи под емисии, значи дебатни, вадат документи, вадат папири, те едните, те другите. Вие волку изедовте, испивте, значи ја упропастите државата, му вади, значи, фермани, цели оверени, верифицирани, значи, што прошлени системот, ама обвинителство го нема. Судство го нема. Еве го проблемот. Тоа судство, тоа обвинителство, што е пропартиско, дали од едниот табор, дали од другиот табор, иднина нема оваа држава. Не само што 100 милиони се изгубени за струја, знам и како ги губи ако излегуваше тој со бразичката, тој рамковниот, го заборавих по име како му беше, кога излегуваше 60 милиони ќе се префрлат на ЕВН, волку ќе се префрлат, државата ќе плати и они други исто рамковени тој. Тие се тие минуси каде што не реагира судство. Обвинителство што викаат втора власт од државата, трета власт, мислам бевте вие новинарите. Ајде, поздрав, пријат. Благодарам ве, поздравувам и јас. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, добар ден. И со да расчистиме некои работи. Овие озналиите, кодошите на КОС поранешни и сегашни, порано на Кумровец, сега на Муртино, не кажува до крај како е работата. Зошто ВМРО не можеше да блокира
законите за марихуана? Зошто ВМРО не можеше да блокира законите за позаимување на милиарди? Други. И сега не може. Ако ставя европско знаменце, че блокираш ли ВМРО? Не можеш. 3 дена и толкова. Состојбата е таква. Комунистите сака и ВМРО да преземе одговорност за затварањето на термоцентралите во Македонија. Тоа ВМРО не можеше да го дозволи. Зашто не збори? Ево, 185 милиона долари плативме на кинезите, зашто 2 години Заев и компанија блокираа да не се работи патот за Охрид. 14 милиони изгубивме за Штипската болница. Кој е виновен за сето тоа? А не е само тоа. Тек че губиме. Така да, овај шо многу знае од каде не знам, таму стекни на сите телевизии по 2-3 пати се јавува. Оставете ги другите, навистина велам. Да. Хидроцентрали на Вардар, хидроцентрали на Вардар. Хидроцентрали на Вардар да се изградат, треба прво пругата да се измести. Па тек да се гради. Тоа не може ни Светска банка да го подпре. Со пари. Не Македонија. Ништо Македонија да не трошела тие 30 години. Сите буџети да ги собирале, ништо, ни пругата не може да поместат. А не хидроцентрали да изградат. Ќе видат, брже иде. Нека си редовни изборите. Благодарам. Но ве подсетувам на изјавата на министерот Бектеши. Во контекст на тоа, велите вие, можело да помине, не можело. Дали можело? Имено не стигнало до пратениците. Според Бектеши. И ќе го повторам тој дел, значи, каде што вели дека не очекувал од ВМРО ДПМН да го подржи заемот, но очекувал да се, го парафразирам, да се даде шанса на пратениците да дискутираат, да дебатираат. А нивниот представник, ми се мисли на ВМРО ДПМН, како председател на комисијата, не ја ставил како точка на дневен ред пред комисијата, да се дебатира. На тоа укажува Бектеши, значи, не барам да ја подржат, го цитирам сега, но за да ја стават на дневен ред како обврска кон сите граѓани кои ја дале одговорноста да раководи со таа комисија. Да ја стави на дневен ред на комисијата. Ова е изјавата на Бектеши, која имавте прилика и да ја слушнете. Наспроти неа, ќе имате прилика и во Централниот дневник, изјавата на председателот на комисијата Бојан Стојановски, кој рече дека таков документ не стигнал до нив, а и да стигне не е доволна гаранција, без потврда од ЕБОР. Добар ден, повелете. До вас и до вашата емисија. Благодарам, повелете. И да сите парламентарци, јас ги викам што се ке вас на телевизијата со да дебатират. Јас лично по моје мислење ќе кажам. Сега вака. Кој е виновен за Македонија? Изгубика 100 милиони евра. Јас мислам дека парламентарците не се од ВМРО, сигурно не се. Како го донесува тие законите за што беа за судиите, како изгласаа, како и воачи требаше да го изгласаат. Нели се даваева тамо скоро месец дена, зборева вака нака, пошто јас не сум ни за ВМРО, ни за СДС, ни за ниједна партија, јас сум неопределен, да кажа право. Мене не ми се да партија. Друго, речи га, викал дека ВМРО, јас не сум, пак ќе кажа, не сум за ВМРО јас. ВМРО пак како тако направи 2 автопата. Што ика Штип, овој Миладиновци Штип, ова што е Демиркапија, Смоквица, а овие речи га одезе што направи, само ти 300 договори ги подпиша, само тоа што направи. Друго и ништо, јас нека ми каже некој од овие лично од сега што се јавуваат, нека ме викне здраве Божути ќе дојдам, само да ми кажат кај има што има направено. Лично СДС. А имаш, сечарно имаше и што и ВМРО беше светска економска криза и тогаш имаше. И за тоа имаше криза, не само ти сега. Вика дека само криза. Па ташно дека криза, че тогаш вика покачена е минималната плата. Покачена тогаш беше 50 денари нафтата, сега е 100 денари нафтата. Тогаш беше 65 денари зетинот, сега е 130 денари зетинот. Тогаш беше 25 денари лебот, сега е 50 денари лебот. И вика покачена е платата. Ништо не е покачено. Значи, а што ако дојде ВМРО на власт и биде подобро, исти ќе бидете тие. Значи, како ВМРО, тако и СДС, од исти тањи они јадат.
Само ти народ ги терат да се разправят, да се карат и да идат по протези, по митинзи. Само това. Абе, народ, бе, где ти комшията, нека има и ти да имаш. Ако няма комшија, ти нема да имаш. Господин Исо, се не ова да си жив и здрав. Благодарам, исто така возвраќам на поздравите и желбите. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, добар ден. Ало. Да, се слушаме, повелете. Ве слушам, повелете, да. Абе, зашто се замараш без... Не знам, јас сите канали гледам само емисии како твојата и ова само прашуваат некои прашања, да си кажат луѓето проблемите своји. Тука само треба кој ќе отворите една дебата за нешто да кажеш, слушај бе, од кај си ти, од ВМРО или од СДС? Од СДС. Фала, ајде, чао, пријатно, убав ден. Од кај си, од ВМРО? Пријатно, од ДУИ си? Ајде, пријатно. Ова све е само се глупости. Ние ќе му решаваме проблемите. Се гледаме. Абе, луѓето треба се прашат, гледај како изгледа денес, ти како живееш, како ти било пред 30 години, па после 5 години од признавањето на Македонија, мислам од основањето на држава македонска, како ти беше, па после другите 4 години со другата влада, па како ти беше овој, гледај и кажи, се задоволен сум или не сум задоволен. Што ќе тресиме глупости, ние сега тука изгубиле 100 милиони евра, утре ќе направи еден тендер, некој ќе грабни 200 милиони евра и никому ништо. Ние само ломотиме, се јавуваме на телевизија и кажуваме приказни. Јас се чудам, се викам, што е ова? Јас не живеам тука во оваа земја 53 години, али често сум тука и тука сум веќе последните 14 години. Ода ми се враќам и гледам какви се ситуациите и све се тука зборува на политичка страна. Тоа само се зборува, ништо. Некој навива за партија да му даеш скапано јаболко, ќе убаво беше. Ако му дај некој друг од опозицијата убаво јаболко или што ти знам нешто, ќе ова не чини. Ова не ми се свиѓа. Значи, глупости после глупости не можам да се наслужам. Значи, ова све што се прави на телевизиите за мене е политичка работа и не знам дали треба да престани, ама вие терајте се емисии и губете го. Благодарам, ве поздравувам, но еве... Ало? Ајде, повелете, добар ден, се слушам. Добар ден. Поздрав, повелете. Пак и ќе бидам ја последен во емисијата денеска. Исто те поздравувам. Благодарам, да, повелете. Види вака. Аха. И ја да сум... Слушам, да. Дали се слушаме? Слушам, да, повелете. Зошто блокирале? И ја да сум таму, и јас би блокирал. Абе, доста е зимање кредити, бе. Ова се заборавија, зимат, ама да земат и за нешто да купат, да направат нешто. А тие зимат само да си ги делат со тендери, мендери, само за свој джеп. Како тоа, ги зимат као бомбони да ги раздават меѓу себе после тоа. Доста беше. Кој ќе ги враќа тие пари? Ја мислам дека јас нема да стигнам да ги враќам, али генерациите позади мене ќе страдат и ќе патат, како и ти, како и сите други останати. Значи се заборавија партије, па да речеме и едните и другите. Репрограмирање, меѓутоа ајде за овие нови долгови, колку пари отидоа за мојот крај горе за Паланка пруга ќе направат, кога ќе ја направат пругата? Мислам дека ние овој век нема да викаме, минатиот век ќе биде на крајот, меѓутоа не бидно е и овој нема да биде. Така да ние што да ти кажам, некоја ајдушка нација сме, не сме многу вреден народ, тоа што ние македонците, ние знаете и околу нашто се иста сорта сме сите. Повеќе мисля за крадење него за работа. Нека зема столче, нека изагреат столиците, нека насочат пари таму, кај што треба да робата да роди роба, да се произведе нешто, да се створи нови пари да се створат. А не само земај кредити, ставај во пензија, ставај во плати, ставај во школство, ставај во образование, а ништо не се гледа. Ништо не се гледа и не може со овакви луѓе без контрол. Благодарам, ве поздравувам. Како што кажа гледачот пред вас, кажа, најдобро било да прашаш кој е од која партија, па исклучи го. Па ти од која си, од таа исклучи го. Но во тој случај, речи си, никој не би останал. Се чини дека се малку оние кои навистина не се
допрени некако, без било какво влијание. Не е нужно да се партиски членови. Сега има втора опција, тогаш она што кажуваат, исклучи го тој, кажал така, за да биде овој другиот. Тогаш само едни би биле. Или варијанта која имаме, а тоа е сите. Би рекол дека е тоа сепак најфер, најдобрата, најобјективната, најреалната варијанта која покажува, која секако е за медиумот и тоа како добра позитивна оценка дека објективно информира, а ја дава реалната слика без оглед кому му се допаѓа или не, за тоа такви сме, какви сме. И тоа е тоа, треба да работиме на тоа ако сакаме подобри да бидеме. Ако сме задоволни, да останеме. Но сликата е реална, да останеме такви. Останете пак вие со Телевизија 24, централниот дневник, во кој ќе имате и многу повеќе за оваа тема. Благодарам за вниманието, за разговорите и за тоа што го поминавме времето заедно. Довидување.